ден на сите! Јас сум Стефан Миленковски, ученик во СОУ Перонаков Куманово. Како младо лице во овој град, можам да ги кажам работите што недостасуваат во овој град, за сите нас, за нашата заедница. Овој град е во голем дефицит со спортските терени. Не се доволни 2 игралишта за сите деца. Куманово има многу потреба од терените за спорт, бидејќи во нашиот град има премногу талентирани деца во секој спорт. Не треба да им го скратуваме нивното задоволство. Добар ден, јас сум Матеј Стојковски, дипломиран актер на Универзитетот за аудиовизуелни уметности Естра Скопје. Јас сум роден во Куманово. Како млад човек кој живее целиот свој живот во Куманово, сакам овој град да го видам во едно поинакво руво. Јас мислам дека Куманово треба да служи на младите генерации, да ги препознае желбите и потребите на младите генерации и да се соочи со предизвиците кои доаѓаат и да смогне сили за нивно решавање. Што всушност јас сакам да видам во мојот град? Најпрвен сакам да потикнам една тема за дискриминација. Односно, јас сакам да видам едукација во основните и средните училишта во Куманово на тема толеранција и антидискриминација. Антидискриминација на религиски, расен, етнички и сексуален однос. Мислам дека најважно од се е едукацијата на младите генерации. Сакам да кажам дека уште нешто е потребно за Куманово. Мислам дека во Куманово е потребен и центар за згрижување на лицата кои се жртва од некаков вид на дискриминација. Дискриминацијата, за мене, представува најголем отров во општеството. Сите ние живееме во едно многу тешко време, каде што во светот има многу расизам и се јавува неонацизам. Мислам дека ова е моментот да се потрудиме сите заедно да ги решаваме овие проблеми, суштински да ги решаваме. Институциите да донесат закон кој што ќе ги брани граѓаните од секаква вид на дискриминација. Благодарам. Добро вечер, јас сум Симона Петровска од село Облавце, учам во Средното економско училиште Перонаков, 4-та година сум, ме замолија да кажам што недостасува на нас младите тука во нашето село. Сакам да кажам, до пред неколку години имаше и продавница, редовен превоз и амбуланта, но тоа се затвори бидејќи се намалува бројот на луѓето. Но со тек на година ние младите тука останавме дури и без превоз, без продавница, без амбуланта и училиштето во кое што учевме како мали почна да се распаѓа. Сите ние бараме да има редовен превоз, да се има продавница за наши потреби кои што треба да ги исполнуваме. Училиштето, децата каде што можат да бидат безбедни додека ја пратат наставата, патот на кој што треба да се направи, бидејќи сите велат дека ако не се направи патот, не може ниту редовен превоз да има. Така да ние учениците сме принудени да седиме во интернатот во Куманово, каде што 5 дена сме таму, а 2 дена сме дома. И затоа, како сите други деца што имат редовен превоз, и ние си бараме редовен превоз за нас, за да можеме да си бидеме дома. Исто така и кога е летниот распуст, ние немаме услови со што да отидеме до Куманово, што се вели.
И затоа мислам дека сето ова што го баравме треба да ни се направи. Ви благодарам. Добра вечер. Јас сум Тамара Драјковска, ученик во Средното економско училиште Перо Наков. Живеам во селото Младо на Горичане, поточно Трендајловци. Во мојата населба недостигаат многу работи, но едни од поосновните е тоа што во населбата немаме постројка каде би се засолниле од временските услови – дожд, ветер, сонце. Исто така во населбата патот не е направен и при некоја поголема временска непогода многу е потешко да се пристапи до централниот автопат. Во селото немаме улично осветлување, поради кое при враќање од втора смена ние одиме во темница. Исто така немаме и посебен школски превоз како што имаат другите околни села. Од голема полза би било барем овие услови да се подобрат. Тоа би било се. Благодарам и добра ноќ.